Кучешкото село. Еднаш имало едно чудно селце. Броело се на се 99 куќички. Секоја куќичка си имала градина со ограда. За до градата лаело куче. Да дадам еден пример. Фидо било кучето на куќичката број 1 и ревносно ги вардало незините жители. Тоа си ја вршало работата како што треба. Секогаш усрдно лаело, посебно кога ќе видело како поминува некој од жителите на другите 98 куќички. Маж, жена или дете. Сосема истото го правеле и другите 98 куќиња и се раскинувале лаејки ден и ноќ, зашто по улиците постојано имало по некој. Еве друг пример. Господинот кој живеел во куќичката број 99, враќајќи се од работа, морал да помине покрај 98 куќички и значи 98 куќиња му ги покажувале забите, лајки по него, давајќи му на знаење дека со задоволство би му го раскинале дното на панталоните. Истото им се случувало и на жителите на другите куќички и така секогаш имало исплашен минувач. Представете си што станувало кога доаѓал некој друг оселец. Тогаш сите 99 куќиња лаеле истовремено. 99 стопанки излегувале да видат што станува, потоа истрчувале назад во своите куќи, ги залостувале вратите, ги спуштале ролетните и молчаливо застанувале зад прозорците. Посматрале се додека не си заминел непознатиот човек. Од непрекинатото слушање на кучешкиот лаж, жителите на тоа село малку по малку оглувувале и се одвикнале да разговараат помеѓу себе. Освен тоа, немале кој знае што да си кажат. И така, бидејќи постојано молчале и се мурдале, тие решиле да зборуваат. Најпосле и собствениците на куќите почнале да лаат како своите куќиња. Можеби тие верувале дека зборуваат, но штом ќе отвореле уста, се слушало само нешто како аф, од кое кожата на оној што ги слушал станувала како на гуска. И така лаеле куќињата, лаеле мажите и жените, лаеле и децата додека си играле. 99 куќички заприлегале на 99 кучкарници. Ама пак убави биле тие куќички. Имале чисти завеси зад стаклата. Дури и балконите им биле украсени со цвеќиња и кактуси. Еднаш во селото попаднал Джованино Денгува за време на едно од своите познати патешествија. 99 куќиња го пречекале со концерт, од кој би почнал да излудува и воденичарски камен. Джованино запрашал некоја жена за нешто и таа му одговорила со лајање. Се обратил кон некое детенце, тоа му одговорило со завивање. Разбрав, заклучил Джованино, тоа е епидемија. Отишол кај кметот и му рекол, би можел да ви предложам едно сигурно средство за лекување. Прво, заповедајте да ги кутнат сите огради. Свекињата и без решетки можат да растат прекрасно. Второ, испратете ги кучињата на лов, ке им биде повесело и ке станат повоспитани. Трето, одржете убав празник со игранки и по првиот танц одново ке се научите да зборувате. Кметот одговорил, аф, разбрав, рекол Джованино. Најопасно болен е оној кој мисли дека е здрав и отишол да си ја брка работата. Но кога ќе слушнете во далечината лаеш на многу куќиња, знајте, можеби тоа се куќиња како куќиња, но можеби се и жителите на она необично селце.